Вака, добар ден на сите. Градоначалник даде едно свое толкување за оваа индустријска зона која што во иднина се надеваме сите дека ќе биде многу брзо развиена. И затоа ние ќе ви ги опишеме во кратки црти оние 5 локации кои што ќе бидат понудени од сектор за урбанизам за идно јавно надавање. Ние имаме таму парцели околу 50-тина. Значи 4 се веќе продадени од страна на Транспорт и врски, а 5 ние ги спремивме кои што ќе бидат во наредната недела објавени. Се водевме од позиција дека во главном намената на овие 50 урбанистички парцели е мало стопанство, односно со намена Г2, меѓутоа имаме и парцели на кои што е намена Б2 и Б5. Па од тие причини размислувавме дека е добро да понудиме локации со различна содржина, како би ги привлекле купувачите по истата и да видиме каков е интересот на луѓето кои што би сакале да инвестираат во таа зона. Значи, локација која што е една предмет на надавање, тоа е локација под број 22 со класа на намена Б2. Тоа се големи трговски единици, значи таму може да се гради објект со површина од 1971 метар квадратен и со висина до венец од 12 метри. Самата површина на парцела е лоцирана покрај самиот автопат е 75 колку што можете да видите, и нејзина вкупна површина е 3409 метри квадратни. Значи, почетна цена, односно вкупна цена, ќе биде 207.583 денари. Од таа сума, 30%, 62.275 денари ќе бидат потребни да бидат депонирани како депозит за сериозноста на учество во самот. Да, доколку не го добиете тоа, утре ќе ви биде вратени тие пари. Потоа имаме друга локација, која исто така се наоѓа во непосредна близина на самиот автопат Е75 и таа е со намена Б2, исто така, меѓутоа со поголема површина, односно самата парцела изнесува 8.685 метри квадратни со почетна цена 529.785 денари, а за депозит ќе треба да бидат депонирани 158.936 денари. И во оваа парцела се предвидува изградба на големи трговски единици. Исто така имаме понудено Б5, што значи хотелски комплекси. Се надеваме дека самата атрактивност на локација ќе биде предизвик на многу инвеститори, бидејќи знаеме дека овој коридор се протега во непосредна близина на самата граница со соседна Република Србија. Значи, ќе се надеваме дека во иднина ќе се развијат повеќе стопански комплекси кои што ќе имаат своји посетители и добро е да бидат сместени во некој хотелски комплекс кој ќе биде лоциран во непосредна близина на самиот пат. Самата површина на парцела е 9.124 метри квадратни, а почетна цена е 556.564 денари, од што за депозит ќе треба да бидат издвоени 166.000. И како други две локации се понудени со намена Г2, тоа е значи мало стопанство и се надевам дека најповеќе ќе ве интересира. Тоа се парцели со поголеми површини и се наоѓаат во непосредна близина на самиот автопат, меѓутоа гледате дека се граничат со хотелскиот комплекс и овие големи трговски единици. Површините на овие парцели се, сега да видиме, 16.485 квадрати со почетна цена од 1.550.000, а депозитот треба да изнесува 301.000. И другата парцела исто така со оваа површина 16.835, така да почетната цена и депозитот исти средства се несува. Значи, битно е да се знае дека на овие парцели кои што се до 5000 метри квадратни, рокот на отпочнување за градба, односно за издавање на одобрение за градба до 5000 е 9 месеци, на 5000 метри квадратни е 12 месеци, а рокот за изградба се по новите измени на закон до 6 години.
Ние ќе ги дадеме посебните услови во нашата јавна објава, ќе можете да ги прочитате на веб страна, можете да подигнете тендерска документација и доколку имате некои појаснувања, недоразбирања, секторот стои на располагање и секогаш можете да направите увид и да добиете дополнителни појаснувања доколку има потреба од тоа. Сега касарната, да. Една од поатрактивни исто локации која што се појави во изминатиот период е и комплексот поранешната касарна која што се наоѓа во индустријската зона на општина Куманово, каде што за голема среќа е комплетно решена инфраструктура, почнувајќи од сите елементи кои што се потребни за нормално функционирање на еден индустријски комплекс. Ние имаме тука 6 локации, точните параметри на сите локации не се наведени, затоа што се уште не се комплетно изработени. Меѓутоа, службата работи на тоа и дека по најкраток временски период ќе ви бидат понудени истите. Меѓутоа, содржина на овие парцели е во главном Г2, мало стопанство, лесна незагадувачка индустрија, така да таму немаме друга содржина, освен оние две згради кои што се направија во почетна зона на самиот булевар 11 ноември. Значи, за вакво кога ќе дојде време да бидат истите тие понудени во објава, да, ќе бидете благовремено известени преку јавните медии. Ова е од пред. Да ми го черкески пут што е, оттуде се. Да, ова е патниот правец Куманово-Черкези, значи тоа гравитира од оваа страна, од спротивна страна е Бороменков. Ула се асфалтот улица. Еве, од тука. Значи тој се граничи со касарна кој натаму останува за потреби на одбрана, а другиот дел се пренаменува во мало стопанство, бидејќи во соседните парцели веќе имаме лоцирано индустријски комплекси кои што се собственост на приватните лица. Таа е парцел. Тоа се парцели. Парцел. Тоа е народна одбрана. Војска, каса. Не, ова е дугачка што ви. Тоа е касарна. Спортски комплекс. Не. Касарна. Ама тоа е за спортски тренер. Да, али е касарна. Нас не е само овој појас. Ова е појас. Овие парцели се со помала, значи квадратура, во однос на оние кои што се во Горно Којнаре. Значи, овдека една од најголемите површини е 5 до 9.000 метри квадратни додека во Горно Којнаре се над 16.000. Така да вие сами со оглед на тоа што мислите да градите таму, какви индустријски капацитети, тогаш и самата квадратура ќе биде кажи да е основ за остварување на своите цели.